Omnia mea me comporta е една латинска изрека што значи се свое со себе си носам. А она што е наше и секаде со себе го носиме е нашето тело. И ако тоа изгледа малку поразлично од оние конвенционалните, тоа не значи дека треба се срамиме од него. Напротив, ние самите си ги создаваме вредностите за тоа како треба да изгледаме. Генерација Z, како што се нарекува популацијата родена во доцните 90-ти, живее на интернет. Светот во кој секој може да биде што сака, да рекламира што сака и да најде речиси се, бидејќи речиси се е и достапно. Дотука се е супер. Но од другата страна на мечот има безброј острици, меѓу кои и виртуелното насилство или сајбербулингот. Фондацијата Меган Мајер, која е основана по самоубиството на истоименото девојче поради сајбербулинг, лани направи истражување со повеќе од 2 милиони тинејџери, кое покажа дека околу 80% од испитаните имале искуство со сајбербулинг. Во подкатегорија на сајбербулингот е боди шеймингот, односно исмевање на нечие тело и нечии физички недостатоци и инвалидитети. Тоа не мора да е само на интернет, се практикува и во секојдневниот живот. Дебел, анорексична, вреќа со коски, квазимодо, се само дел од епитетите кои може да се сретнат. Честа мета на боди шейминг се и познатите личности: Мелиса Меккарти, Ема Стоун, Џулијана Ранчич, сестрите Кардашијан. А боди шеймингот постои и во Македонија. Се сеќавате на Нина Јанева кај Тони Михајловски во Опуштено? Не, само сакам да поздравам Фросина која што се грижи за мене, со изгледот, Фран. Да. И само да не реклама. Што има она сендвичаров? Бум! Време е за сеир. И сечокот од емисијата на YouTube е прегледан над 150.000 пати во една година. Тоа се повеќе прегледи од една од топ песните дури и на легендарниот Леонард Коен. Повеќе и од популарните How It's Made на Discovery Channel, и тоа од официјалниот канал на YouTube. И повеќе од настап на Нина. Не сме ја слушнале реакцијата на другата страна. Шегата беше навистина, никој ја осуди, никој ја поддржа. Ако мене ме прашувате од смисла на хумор, да, мене ми се допадна. Беше гениална, затоа што не беше договорена, затоа што не беше обмислена, затоа што беше многу интересна. Навредувањето не беше успешна мисија во овој случај. Како метата гледа на сајбербулерите? Луѓето кои што се кријат позади никнеймови, позади компјутери, за мене не се ништо повеќе од едни обични кукавици кои што немаат свој живот. Ќе им посакам да земат да подпрочитаат некоја книга, значи да се образуваат на теми од областта на психологијата, од областта на здравството, да сватат дека ако тоа не им се случило нив во животот, може би нешто друго ќе им се случи, заради кое што може некој друг нив да ги исмева, или не дај Боже утре кога ќе имаат дете, може би ќе имаат некој хормонален проблем. Значи да малку подлабоко да навлезат во темата, да ја размислат таа тема како таква, затоа што физичкиот изглед е менлив и минлив. Она што го имаме овде и што го носиме овде, е тоа што се важи во животот понатаму. Тука само ќе ги оставам сите вицови за Ноне, во прилог на темава. За предизвик кон подобар ти. Секогаш замисли дека си оној на кој е упатено. Или како да се гледаш од страна кога осудуваш. Доколку функционира, применувај. Ако не, прекјути. Има само погрешни стереотипи и нечисти умови, но нема погрешен начин да имаш тело. If you could just go ahead and make sure you do that from now on, that would be great.